кебе од есенски лисја. Додека утринските сончеви зраци се пробиваа низ дрвијата во шумата, наеднаш тишината ја прекина гласот на малата лисица Лина. "Мамо, што се случува со нашата шума?" праша зачудено. Нејзината мајка се уште не беше расонета. "Погледни," продолжи Лина будејќи ја, "нашата шума веќе не е зелена, некој ја обоил со жолта, портокалова и црвена боја." Лисицата Лиска само се насмевна и рече: "Нашата шума се подготвува за зимата, мило мое. Ова е твоја прва есен, па затоа ти е чудно. Но погледни колку е убаво и уживај во новата облека што природата ја подари на нашата шума." Лина се натажи. "А како да уживам кога сите дрвја останале без лисја?" И наместо одговор од мајка и го слушна гласот на мудрецот Оли, стариот буф кој седеше врз гранката на дрвото над нив. "Ах, Лина, Лина, не се натажувај. Листовите во есен ја менуваат бојата и паѓаат врз земјата, за да може напролет да пораснат нови, уште поубави. Тогаш и дрвјата во шумата повторно ќе бидат густи и зелени." "Навистина, да," одговори бувот. "Таков е редот во природата. А чичко Оли, што треба да правиме со ова жолто лисје?" И додека бувот се подготвуваше да одговори, брзиот зајак Зози скокна во купот лисја и извика: "Треба да се забавуваме, Лина. Види колку е убаво и меко лисјето. Ова е есенско кебе кое есента го постила врз земјата. Дојди да си играме." "Не е само забава, Зози," се јави и верверицата Вера скокајќи врз повисоките гранки на дрвото. "Треба да собериме и храна за зимата. Еве види колку желади собрав јас," рече таа, покажувајќи како ги држи во рацете. "Но малку се, малку. Треба уште да соберам. И ореви и лешници треба да соберам," додаде и се пикна во својата куќичка излабена во дрвото. Лина слушаше и гледаше внимателно. Новата облека на шумата почна да ѝ се допаѓа, но ја мачеше едно прашање. "Што можам јас да направам за да се подготвам за зимата?" праша. Оли замавта со крилјата и рече: "Ова важи за сите. Соберете што повеќе храна. Започнете со собирање на лисја и гранчиња за да направите мек кревет во вашите легла. Така и зимата ќе биде потопла. И запомнете, есента е исто така време за уживање во убавината околу нас. Погледнете како шумата свети со својата златна боја. Затоа сите есента ја нарекуваат златна есен." Лина, Вера, Зози и уште неколку животни од шумата за миг беа магепсани од црвено-жолтите бои на есента. Целата шума светеше како златен замок направен од лисје, а тие беа негови жители. Денот го поминаа собирајќи лисја, гранчиња, па дури и желади и ореви за верверичките. Кога сонцето почна да заоѓа, шумата беше толку убава како некој да истурил златна боја врз неа. А кога сонцето целосно се скри зад планината, Лина си легна во својот нов мек кревет од шарени есенски лисја. Се чувствуваше толку среќно, што заспа со насмевка на лицето. А постелата навистина беше мека и топла, исто како есенското сонце, под кое си играше цел ден со своите шумски другарчиња.